За почеток да разрешиме најголемата мистерија во моментот што е поврзана со тебе и што ги помнаше насловите на дневните вестници, дали се заминуваш од Белград и што всушност се случува околу тоа? Па, вака. Јас моментално ќе бидам нон-стоп на релација Белград-Скопје. Не се заминувам од Скопје, бидејќи тука ние тука ми се сите пријатели, тука ми е мојата фамилија, тука има луѓе со кои соработувам и не можам да ги напуштам. Белград е една многу голема отскочена даска која само гледам сега моментално таму и мислам дека ќе имам отскок да можам да продолжам и подалеку од Белград. И стварно мислам дека Белград моментално баш на центарот на случувањата на Балканот кога стана збор за музика, доколку некој сака да успее во својата кариера, треба да биде во Белград и да се запознае со луѓето кои се во Белград за да има успех. Од таа причина јас ќе останам во Белград на одреден период за да запознам повеќе луѓе, да добиам повеќе контакти кои ќе може да ми помогнат за успех. Што во моментот се случува со тебе? По напуштањето на X Factor, што добро да се случи и кои работи вреда да се споменат, а се битни за понатамошната кариера, рече дека имаш веќе контакти некои, зашто? Има многу добри работи кои ми се случија, претежно се што ми се случи после X Factor отида на подобро, бидејќи животот баш буквално ми се промени. Добив во многу подобра насока. Едноставно добив една голема војна. Победив една голема војна која водев. Тоа за мене е еден голем успех, но со победата од таа војна мене ми се отвори уште многу други битки кои треба да ги извојувам. Се надевам дека ќе имам успех и од тие полиња. Сега за сега добив неколку понуди тука, дека снимив песна на српски која треба наскоро да излезе на српскиот пазар, да ја промовирам треба во Србија. Исто така Андријана Јаневска бескрајно почитувам бидејќи она ми понуди соработка и веќе работиме на една песна која она ќе ја направи. Ќе биде на англиски, се уште не знам точно како ќе се вика, но се надевам дека ќе биде исто така интересна. Исто така нешто друго што е добро е што конечно потпишав договор со негова продукција. Мене тоа ми беше стварно потребно бидејќи тука не можев тоа да го направим во Македонија со никој. Ете имав можност да потпишам договор со МБК продукција и благодарам стварно за тоа, бидејќи ми дозволија да излезам од сенката во која се наоѓав. Исто така имам двајца PR менаџери во Србија, Милан Поповиќ, исто така Ивана која многу ми помага и бескрајно ги почитувам и се надевам дека ќе можам да им вратам за се што во моментот прават за мене. Има многу добри работи, претежно се е добро, не можам да кажам дека има нешто лошо, и ако има некои лоши работи како што можам да приметам дека сепак пак околу мене постои дискриминација и дека не можам да го доловам моментот на еднаквост кој сакав да го доловам и сето тоа, но ќе помине со тек на време се уште се таа. За каква војна спомна пред малку? Па, тоа беше повеќе војна која водев со самата себе и приватно, со мојата фамилија, со луѓето околу мене, војна со луѓето кои не ме прифаќаа, со тоа што никој не го слушаше моите лекции, ме гледа само како изродители, како некој фрик, што сосема е ненормално, бидејќи јас сум сосема нормална личност, како и секој друг. И не знам зашто тоа беше така, но јас сепак мислам дека победив од таа војна. Тоа беше најважната војна во мојот живот со која се борев многу долг период да извојувам и конечно сега веќе ја извојував. Зошто искочи од X Factor? Мислиш ли дека сепак таа војна која што пред малку ја спомна беше една од причините? Знаеме за лошите коментари од особа која што не е вредна за спомнување, но мислиш ли дека сепак некој друг победи во таа војна, во смисла на тоа дека тој истиот одлучуваше за тоа ти да бидеш надвор од тоа шоу? Јас не можам никога да оставувам. Желко не победил во никаква војна, бидејќи не војувал никаква војна со мене. Во смисла на тоа дека знаеме како започна... Да, нормално од самиот почеток кога ме види имаше конфликт некој со мене, јас немав никаков конфликт со него, тоа што мене не ми беше битно, бидејќи искрено мене единственото мислење кое ми значи во животот е луѓето кои мислат позитивни работи за мене и кои ме дигаат во животот нагоре, кои ме насочуваат во правилна насока. А мислењето на оние кои не признаваат, не прифаќаат или ме чудно или дискриминираат,
мислењето на тие луѓе искрено воопшто не ме дирнува и воопшто не ми е битно. Зошто искаш? Бидејќи како пример ќе бидам јас за оние кои ќе ме следат утре мене или за моите фанови ако јас подлегнувам на коментари како што ми даваше Желко. Така да воопшто не ми. Зошто искаш од X Factor? Од X Factor искочив најверојатно поради тоа што требало да искочам. Јас не знам стварно зашто искочив толку рано, јас се надевам дека ќе останам барем уште некој лайв. Ретко кога читам коментари. Јас ќе ти кажам неколку коментари. Повеќето се базираат на тоа дека бевте дел од група, нели? Беше со Маринела Џогани, дека ти си била таа која што всушност пеела, а Маринела била само параван некој си поради тоа што незините родители се познати. Јас не можам да се согласам со тоа, значи Маринела и Маринела пее и јас пеам, ние имаме сосема различни вокали, ние имавме еден проблем вокално да се споиме, тоа беше најголемиот проблем кај нас. Маринела пее добро и јас пеам добро, само што проблемот беше што ние пееме сосема различни вокали. Сакаш да ми кажеш дека има нестручност во животот или во некој што ве споја? Ова кој што го говориш, кажува за нестручноста на луѓето дека не ве спојува? Претходно, значи јас и Маринела воопшто не се ни познававме, јас верувам дека они не напознавале нас. Така да мисля да може би дека ќе биде, мисля да може би дека ќе биде таа спојка сега. Тоа што се десило и не испадна, јас и Маринела делиме една посебна енергија и тоа е вистина кога ќе излеземе на сцена. Може би доколку стварно работиме на тоа да останеме како група, може би ќе пронајдеме начин и стил на музика кој би можеле заедно да го правиме тоа стварно да звучи добро. Имавме друг проблем што например Маринела пее друг стил на музика, а јас не го пеам тој стил на музика. Маринела кај што може најлесно да се искаже себе си, тамо јас не можам да се искажам себе си. Така да не во тоа ја не се согласувам со луѓето кои зборат дека Маринела не пее, зашто Маринела воопшто да не пеела, немала да се пријави на X Factor и немала да биде до први 12, без разлика дали со мене како група, дали солист. Мислиш дека оно што е Ќеркан познат пееш дека немаше влијание во изборот на жири да биде дел од овој шоу? Мислам дека нема. Воопшто дека нема. Ако е за тоа, значи тука има Новаковиќ кој исто е Ќерка на популарен пеач во Србија, така да тогаш би било истото и за нејза, ама е неверојатен талент, мислам би било стварно глупаво да кажеме дека... Често пати имавте лоши критики од страна на вашиот ментор Кристина Ковач, барем имавме можноста да го видиме во X Патрулата. Ајде да кажеме за тој однос што имавте со Кристина, кажеме за тие несогласувања, често бевте лошо настроена беше Кристина спрема вас. Кристина беше лошо настроена спрема нас, но не во негативна смисла, туку во позитивна смисла, бидејќи сакаше секогаш да не коригира и да не направи подобри од тоа што сме. Бидејќи знаеше дека ние можеме многу повеќе, но и сепак ќе кажам, ние имавме проблем со тоа што како дуо не можевме да функционираме заедно. Едноставно не можевме. И тука беа тие несогласности. Додека требаше да најдеме, например, песна или било што, ние, бидејќи гласовите не се согласува, не можевме да се вклопиме. И поради тоа беа мислам караниците со Кристина, но приватно Кристина е супер, а професионално едноставно си работи кој треба да работи. И стварно мислам дека Кристина е професионалец, бидејќи нејзи се дадени бендовите, а најтешко е да работиш со бендовите. Цитираше ве по своја. Кристина изјави дека сте вежбале песна за на крај на во живо настапите за ти да си стараш по своја. Јас не сум тврдоглава. Јас едноставно пеам на начин на кој јас знам да пеам. Кога јас пеам, едноставно пеам така како што ја чувствувам песната. И само на тој начин јас не фалширам. А кога мене некој ќе ми зададе задача да јас пеам некои си теци или не знам што таму што јас не пеам, бидејќи јас немам искуство да пеам по хорови и такви работи, едноставно сум солист. И така си имам програмирано. Како се снајде во група? Да знаеме од дека имаш кариера како солист. Беше ли тешко да се не бев група. Има среќа што бев дуо. Значи јас мислам дека доколку бев во група, ќе ми беше уште потешко, бидејќи јас не можам да едноставно јас имам навикнато да пеам како лид вокал и мене да ми пеат придружни вокали, мислам дека едноставно така како имам програмирано мојот мозок, да јас не можам, мене ми е тешко едноставно да пеам придружен вокал на некој. И тука имавме стварно проблем со тоа. И бидејќи Маринела можеше некогаш да отпее придружен вокал, а јас, например, не можев. Јас можев да ги пеам долните, например, тонови, што стварно мислам дека не звучам толку добро во тие долни тонови и не можев да го искажам
својот талент оноку што стварно може. А изборот на песна сами го правите или во... Па зависи предажно или се договараме заедно со Кристина или Кристина ни ги бираше песните или продукцијата никогаш. Во главно сите бевме тука за да се договориме, да се согласиме што би можело да биде добро. Пред малку ни кажа што доби од X Factor. Има ли нешто што изгуби? Па, може би постои нешто што имам изгубено, но јас во моментов не го гледам тоа. Може би ќе го видам откако ќе помине одреден период. Сега за сега ќе гледам само позитивни работи кои ми ги донесе X Factor. Се уште сум под тој притисок на X Factor, се уште го чувствам X Factor. Знам дека иако испаднав од лајвовите, се уште сум дел од тоа шоу. Можам да отидам кога сакам да ги видам своите пријатели кои се таму и секако мислам дека ќе имаме настап сите 12 заедно на суперфиналето, така да се појавам на организации, на настани кои ги организираат МБК продукцијата за од X Factor. Зошто не се дел од концертот кој што сега се подготвува во Борис Трајковски за кратко време? Мене тоа стварно не ми е јасно, јас се запрашав зашто не сум, бидејќи прво во Скопје, нема повикани како гостин. Беше дел од настапите во трговските центри кои што Да, но сепак мислам прочитав кои луѓе ќе бидат таму, а тоа се луѓе кои се уште немаат испаднат, а оние кои сме испаднале од лајв шоуата ги нема на концертот, така да мислам дека секогаш е нормално оние кои се останати во шоуто да бидат попривилегирани од оние кои сме испаднале, така. Не би се случило со тебе дека е тоа така, каде е Александра тука? И она не е искочена, сепак не е дел од овој концерт, има уште луѓе кои што Па да, добро, и видов дека Илма не е, но не знам, тоа е едноставно нешто што продукцијата одлучува, можеби, извиним, можеби тие луѓе се побарани од страна на луѓето кои тука го организирале тоа, така да не можам да се мешам во тоа, ни да размислам. Имаше доста негативни коментари, но и позитивни нормално. Многу јавни личности ти дадоа поддршка, еве и сама спомена дека Андријана Јаневска си го одржа ветувањето кое што го даде на социјалните мрежи. Најде за негативните. Имаше премногу луѓе кои што беа ограничени или кои што се уште се ограничени во тој поглед дека го стават на страна твојот талент, а го гледаат она што си ти од другата страна. Како реагираше на сето тоа? Имаше доста интересен статус поврзано со сето тоа, конкретно за лик кој што не знам дали го познаваш ти, кој што се дрзна да даде своје мислење за тебе. Ајде за оние негативни коментари, за луѓе кои што не те познаваат да сепак судат. Како се носи со тие работи? Па не знам, едноставно во животов не знам дали се навикнав на негативни коментари и веќе едноставно оттрпнав. Тоа беше статус кој го посветив, бидејќи онака само почувствував потреба да им дарам до знаење дека стварно веќе не се интересни, дека ме преку глава од такви, не знам како да се изразам и да ги наречам. Немам време и енергија да посветувам на негативни работи, бидејќи што повеќе се посветуваш на негативните работи во животот, негативни работи ти се случуваат и те обкружуваат. Така да, сите оние кои зборат и мислат негативно за мене, си го мислат тоа за себе. Ние сме нашите мисли, така кој што и да каже за мене негативно му се враќа на тоа. Што е wanna be спонзоруша? Wanna be спонзоруша, па никој што не може да биде ни спонзоруша, да. Кои се тие од јавните личности? Па не би јавно да кажам, не сум од тој тип што сакам да трачарам и да зборам. Самите си знаат, ако го прочитале статусот, ќе се сапронерат оние девојки. Ти на кого мислиш? Зарем е важно? Да. Тоа многу. Не можам да го кажам јавно, не сум таков тип што пука јавно како што некои други пукаат. Оставам сами да се сапронерат. Многу работи се промениле во твојот однос, ако до вчера беше бунтовна и без проблем ги кажуваше работите кои што ги мислеше, сега некако се повлекуваш, имаш подигнато рачно. Да, бидејќи сметам искрено дека нема потреба да го правам тоа. Сметам дека нема потреба да излезам и да се препукувам со некои луѓе, едноставно тоа за мене е нешто банално, нешто непотребно. Значи губење време и енергија за безвредно. Сакаш да ме кажеш дека работите кои што, ајде ќе земеме пример, се можда не е соодветен пример, дека работите кои што ги прави Карлеуша се банални, кои што Леди Гага ги прави се банални за тебе.
Јас не знам што Карлеуша прави, искрено. Ета ги плука. Ова е Карлеуша, јас не сум Карлеуша, јас сум Фифи. Леди Гага, јас сум Фифи. Значи, доколку Карлеуша ужива во тоа да се препукува со своите колеги или да се расправа со луѓе, јас сум Фифи, јас едноставно не уживам во тоа, не можам да се замарам со тие работи. Јас повеќе би да уживам во нешто сосема да сето, да ги гледам дрвата, дека ми се убави и да мислам на тоа колку ми е убаво зеленилото на дрвата, отколку да мислам на тоа дека некој ме навредил и сега дека треба на него да му вратам и да испадам попаметна од него и како сега ајде ќе се надјачуваме кој е попаметен и поинтелигентен. Нема потреба. Кажи ми една многу битна работа, создраве за многу кратко време. Значи, ова се што си од мали нозе не се криеш, но ајде за оној период од животот кој што ретко зборуваш, а сакам искрено да одговориш од твоето детство. Сама во неколку интервју имаш кажано дека од 10 години веќе си имаш препознаено, но ајде биде искрена сега и кажи ми за сите работи кои што ти се случиле, но никогаш јавно не си проговорила во смисла на тоа како едно 10 годишно дете се носи со такви работи, за цел тој притисок кој што го носиш на грб и благодарение на тие работи кои што тогаш што се случувале сега стана многу појака и стана позрела личност. Како детство имаш? Имав баш онака стварно прилично тешко детство. Што значи? Увек бев, не знам како, живеев едноставно во некој свој свет, се затвора во свој свет, живеев во стенка, едноставно бидејќи јас знаев како се чувствувам, а знаев како општеството ми налага. Треба да се чувствувам, треба да се понашам и знаев, тоа ми беше наметнато дека тоа не е правилно и дека тоа не е добро. Така да имав многу проблеми, многу несогласувања, чудни реакции од околината, од моите блиски пријатели, од моите роднини, од моите родители. Поминувавме се многу лоши ситуации кои за дете искрено тие години се травматични, што верувам дека има и други мали деца кои сега поминуваат низ тоа и искрено ми е многу тешко и не можам да се помирам од самата помисла кога знам дека сега во овој момент некое дете поминува низ истите тие работи. Тоа се стварно некои травматични работи за мало дете. Свесна си ли дека на многу луѓе кои што се исти или слични како тебе, значи по сексуално пределба, дека им помогна во тоа да похрабри, да се изразат, да бидат она што се. Со сето ова кое што до сега го имаш направено, дека оствари ти си им пример на многу луѓе дека чекај, јас сум тоа што сум, не сум фрик. И јас се надам дека уште повеќе ќе можам да помогнам на многу млади луѓе, не само на млади, на постари може од мене кои имаат проблем со не само со сексуалната ориентација или трансродност, со многу други работи во животот. Бидејќи добивам искрено многу пораки, пофалпи на Facebook од луѓе кои ми се заблагодаруваат, бидејќи имам променето животот и имам помогнато да сватат многу работи. Јас се надевам дека до крај ќе изодам оваа мисија која почнав да правам и дека ќе биде успешна и дека едноставно ќе помогнам на многу луѓе и ќе си помогнам и на самата себе. Ретко за кого се снима документарец, единствено мислам дека кај нас само за Тоша имаше такво нешто. Имаше чести, ајде на некој начин привилегија за тебе да се направи документарец. Зошто е направен тој документарец, која е прва потребата за сето тоа и кои работи за сите оние кои што го немаат видено, мислам дека се окумена, може да се слушнат таму. Што е темата всушност на сето? Темата всушност на документарецот е борбата во животот. Борбата на ЛГБТ луѓето, можам да кажам тука во нашава држава и пошироко. Јас сум како еден представник на транссексуалните личности во тој документарец и сметам дека баш за мене се направи документарец бидејќи имам баш онака потежок живот од некои други луѓе кои се не страдаа. Мислам дека тоа е главната причина. Стигнавме до снимање на тој документарец преку
една девојка, која ми е сега пријателка, многу добра, која бескрено почитувам. Она е студентка по режија и се вика Ана Јакинска и искрено се гордам со нејзе и со документарецот кој го направи за мене, бидејќи сметам дека така направивме многу за нашето општество. Каква е реакцијата од публиката? Реакцијата претежно, не знам, мислам дека какви коментари има се позитивни коментари, колку што имам слушнато од луѓе, имам право на ловец Ана ми кажа дека ретко кој кажал нешто лошо за тој документарец, бидејќи искрено стварно е поучен и јас пробав да дарам се од себе, од она што го имам преживено во мојот живот, за луѓето да можат да сватат дека различноста не е нешто што треба да се осудува. Ако ги категоризираме работева по некоја си категорија која што јас некој не ја сакам, во кој вид на музика или што ти пееш, што сакаш да пееш, што пееш? Јас се уште се пронаоѓам. Кога станува збор за складна музика која го правам, највеќе се пронаоѓам во денес музиката. Мислам дека ќе треба да го водам тој правец. Сега ќе видиме, веќе жанровите се толку испомешани, така што не можеш да одредиш кој жанр, што е, постојат толку многу жанрови. Но јас сепак мислам дека во електроденсот или електропоп музиката, тоа е тој стил кој јас ќе го фурам. Намерно е подготвена веќе за српскиот пазар. Очекуваш ли што всушност очекуваш од кога е прва промоцијата? Очекувам, промоцијата треба да биде крај на февруари. И очекувам искрено и се надевам дека ќе помине многу подобро песната во Србија отколку тука кај нас во Македонија. Зашто така помине? Тука не помина воопшто добро, бидејќи нели поред тоа што сум јас, бла, како и секогаш, песната воопшто не ми ја пушта на радија, мојот спот не беше даден на ниту една телевизија, што мене страшно воопшто не ми се допаѓа. Фестивалите во Македонија? Сега во моментов не знам колку се информирано, но верувам дека не, дека сите фестивали имаат големи парични награди во Скопскиот фестивал, кој што веќе задна, сега Макфест следува. Има ли шанса да те видиме таму? Секако дека има шанса, јас мислам дека веќе се докажа како пејачка и сега веќе има шанси да гостувам на тие фестивали, да учествувам. Би настапила сега на Макфест? Секако дека би настапувала. Што е оно што следно ќе го видиме од тебе? Има ли можност, бидејќи во Србија се тренд реалните шоуови дека ги немаме, да те видиме дел од, не знам, од големиот брат или не дај Боже од Фарма? Велам не дај Боже зашто за мене тоа нешто кое што е. Не знам, јас имам искрено многу планови, јас од секогаш и... Но се насменува, имаше понуда за влез во Фарма, но не српската Фарма, туку во хрватската. Да, тоа беше многу да. Но би се snašla таму? Не верувам. Искрено не верувам. Во Фарма никогаш не бидеш. Не молташ крави. Да, нема шанса, онака не можам да се погледам. Добро, можеше нешто да правиш кромито? Да, можам уствари да берам кромит, да правам салата од кромит. Да, да бидеш горда кромидарка. Да, па знаеш дека сум горда кромидарка. И тоа е нешто, знаеш. И тоа е убаво. А Велики брат? Во Велики брат би била, секако, доколку имам понуда, зошто да не. Би отишла, бидејќи сметам дека тоа би било добро да се покажам каква сум како личност. Бидејќи за сега X Factor имав можност да покажам дека пеам, а на тоа реално шоу би можела да се покажам каква сум како личност, но доколку имам понуда ќе треба буквално да размислувам, дека би уште ништо не се знае. Јас ке радувам се на Фарма да влезеш, да те видиме како горда кромидарка, нели? Белград е моменталната база, Скопје сте враќаш, но што понатаму? Неќам да збориме за плановите кои што сега, во моментов, ги пробуваш да ги реализираш, нели? Иако е тешко. Но, ајде да правиме мовет за 5 години, каде се гледаш тебе? Не знам, јас сум стварно многу амбициозна личност. Не знам, јас себе си... Кои се твоите цели? Ајде конкретно дај ми... Јас себе си гледам како успешна пејачка, која ќе има успешна соло кариера, се гледам како интернационална звезда, ниту европска, ниту балканска. И
Што значи? Верувам во тоа дека човекот како што он баш е онаков како што се доживува себе си. Каде? Ако не Белград, ако не Македонија, каде? Како мислиш каде? Во која земја се гледаш себе си? Себе си? Па најверојатно се гледам себе си во Америка. Таму ми е тоа едноставно зацртано дека еден ден ќе бидам таму, ќе живеам таму и ќе работам на интернационално. Ајде за крај кажи ми како ти се чувствуваш после селото? Искрено. Напорно ли ти е цело време луѓето да те гледаат по тоа што си, а не талентот кој што го носиш од себе? Па, некогаш ми беше напорно, но веќе се навикнав, така да веќе не ми е напорно, едноставно тоа е тоа, морам да живеам со тоа. Јас самата избрав оваа работа која работам, самата избрав да го живеам на овој начин на живот кој го живеам, така да дали ми било тешко или не, едноставно јас ќе се носам со тоа.